Од 14 до 17 јули во Прилеп ќе се одржи најголемиот спектакл во Македонија, 14-тиот поред Пивофест. Како и секоја година, така и оваа. Организаторите се потрудија да ги задоволат сите музички вкусови. Во четвртокот фестивалот ќе го отвори прилепската група Crossroad Blues Band. Потоа ќе настапат Рафаел, Тропико Band и Fly Project. Петокот ќе биде резервиран за самостални референти Каролина Гочева со Македонско девојче, Хари Матахари и Бенгладекс. Во сабота ќе настапат Миле Кузмановски, Рада Манојловиќ, Ревија и Аца Лукас. Последниот ден, во неделата, публиката ќе ја забавуваат Александра Радовиќ, Дејан Петровиќ, а фестивалот ќе го затвори Парни Ваљак. Градот Прилеп е познат по фестивали, по манифестации, по организирање на многу интернационални меѓународни случувања. Меѓутоа, фестивалот на пиво е една етаблирана манифестација која што представува најзначаен сегмент всушност во туристичката понуда на Македонија и ја промовира нашата држава надвор од нејзините граници. И оваа година водители на манифестацијата ќе бидат Маријана Станојковска и Жаре Димитриовски. Како што и е еден од слоганите годинава, еден е фестивалот, навистина има многу, сведоци сме на секакви општински, на секакви музички, вакви такви фестивали, но сепак во Македонија, навистина кога станува збор за ваква манифестација, нема да сгрешиме ако кажеме дека баш еден е фестивалот, а тоа е Пивофест Прилеп, кој годинава повторно се надеваме ќе руши рекорди во пиење пиво, јадење скара, добра забава, посетеност и така натаму. Се очекува и годинава да бидат турнати до сегашните рекорди. Поради големата заинтересираност, исполнети биле сите хотелски капацитети во Прилеп, а исто така соба тешко можела да се најде и во приватното сместување. До сега биле пријавени 30 штандови. Во тек е дефинирањето и последните подготовки околу изборот на штандовите, исто така и последните подготовки околу програмата, која што веќе е дефинирана. Имаме најава за присуство на разни видови на пиво, значи освен нашите македонските, кои што ќе бидат застапени како Прилепско и Скопско, нашите централни штандови, исто така и Кожувчанка. Имаме најава за присуство на германски пива, чешки пива. И оваа година ќе биде организиран бесплатен кампинг простор на паркот на Револуцијата во Прилеп. Организаторите истакнаа дека имаат уште изненадувања, кои што ќе ги соопштеле на наредните пресконференции.